Цареви кули во перспектива би требало да почне еден нов импулс на истражувања. Неколку идеи нови се појавија со опишувањето на двата тома. Едноставно еден дел горе на платото кој што имаме веќе одредени сознанија и се наметна како некој резултат од истражувањето, односно оние кабинетски истражувања, така да сакаме да го продолжиме во еден дел. Исто така да ја фатиме и втората тераса, односно кај народот наречен втор бедем. 2014 започнавме да го истражуваме. За жал средствата беа ограничени, потоа некако и ослабна интересот во јавноста за доделување на поголеми средства за истражување на вакви капитални проекти, како што беше Цареви кули. Меѓутоа, тоа е еден дел кој што во секој случај би сакал да го отворам, да го дефинирам, заедно со помладите колеги кои што се вработени во нашата институција. Пак речем, 2014 почнавме со идеја да го копаме бедемот, вториот бедем, меѓутоа се појави тераса. Моето првични размислувања беа дека се работи за бедем, меѓутоа истражувањата го кажат дека се работи за тераса. И таа тераса, јас се надам дека наредните години ќе истражуваме, меѓутоа она што е многу побитно, од наредната година ќе почнат и првите конзерваторски активности на Цареви кули, односно ќе изработиме уште неколку проекти за оние објекти кои што се беа истражени од 2007 година до 2014. Знаете, горе се вршеа веќе некои конзерваторски работи, меѓутоа внатре, во самото плато, сите оние објекти до сега не беа цел на конзервација и така да од наредната година се надам дека веќе некои проекти ќе бидат поддржани од Министерството за култура и дека ќе почнеме полека да ги конзервираме, за да можеме на крајот и адекватно да го презентираме.